Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувани представници во владата. Денес не планирав да говорам на оваа тема, затоа што гледам дека од опозицијата нема никој и нема со кого се вкртат аргументите. Според мене, испраќање на политички пораки и виртуелни дуели преку пресконференции, а при тоа да не дојдете на Мегдан, онаму каде што сте ја барале довербата, а тоа е во собранието и на говорница, е, најмалце кажано, неодговорна политика која што ја водат неодговорни политичари. Земав збор за да разјасниме неколку работи во интерес на јавноста, бидејќи сепак ова оди на јавниот сервис, сепак имам медиуми кои што нешто следат и мислам дека граѓаните на оваа држава заслужуваат да знаат вистината, односно граѓаните заслужуваат да секој од нас го искаже својот став, а при тоа го издебатира заедно со политичкиот ривал и потоа граѓаните ценат кој за што се залага и кој е во право и кој ја кажува вистината. Она што сакам да го истакнам е тоа дека главната реченица им беше дека многу сме и критикувале, бидејќи многу се задолжувале во изминатиот период. И многу ми е жал што го нема велелепниот експерт за финансии Фатмир Битики, кој како втор човек во владата никогаш не дојде во ова собрание, секогаш пракаше некои повереници, за да може да поразговараме за тоа што значело тоа секој ден дека има нови задолжувања. Еве ќе започнам со влезот во нивната последна изборна година, а тоа е 2024 година. Имено во 2023 година во декември, дошле 11 декември во собранието барале 5 милиони евра заем. 5-5. Потоа истиот ден, истата седница, барале 50 милиони евра заем за договор помеѓу Француската агенција за развој и Развојната банка на Македонија, за заем за Развојна банка на Македонија АД Скопје за финансирање на зелени и општествено одговорни инвестиции. Зелени инвестиции во изборна година, само ќе ве потсетам дека дуи им беа коалициони партнери. На таа иста седница продолжиле со нови 93,8 милиони евра, за тоа барале пари за заем за развојни политики, одржливост и отпорност. И на истата таа седница, на 11 декември, 175 милиони евра за железнички коридор 8 фаза 3. Сакам да кажам дека на една седница во декември, точка број 1 5 милиони евра задолжување, точка број 2 50, точка број 3 93,8 и точка број 4 175 милиони евра на една седница во собранието. Истиот ден бараат нови задолжувања, имаме на 12.12.2023 100 милиони евра поддршка на заем кај Европската унија по договор за заем за макрофинансиска поддршка на Република Македонија. 100 милиони евра. Потоа, утредента на 12. Нови 175 милиони евра, исто железница, па потоа имаме 90 милиони евра за договор за заем заснуван за политики на Република Македонија. Договор 100 милиона за политики. Истата таа недела, ама утредента, на 13 декември, ново задолжување 27 милиони евра и 500 илјади за финансирање на проект за напредување на социјални услуги. Не завршуваме. Истиот тој декември 23 година продолжуваме со 50 милиони евра за нафта, за организација за зимните звонички на нафта и 31 милион за државни патишта. Само месец декември 2023 година. И сега го поставувам прашањето, тоа е нов ден, ново задолжување или нов час, ново задолжување? Ама велелепниот економист, кој што се внесува како боксер пред огледало Фатмир Битики, секогаш кога треба да видиме кој што се залага, него го нема. Него му е полесно, застане позади
Венко Филипче да му го чува грбот како добар чувач на грб преходно на Ковачевски, преходно на Заев, сега на Филипче, го нема да ни објасни зошто кога бил втор човек на владата и бил одговорен за координација на економските ресори, само во декември имаме 8 задолжувања во рамки на собранието. Потоа направиле пауза, бидејќи од СДС во јануари не работат, тоа ни е познато. Па почнале во март, кога завршиле тие јануар-февруарски јањата, имаме во март 31 милион евра кредит за финансирање на проект за надградба и развој на патиштата, кој што ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој и јавното предпријатие за државни патишта. Па на 13 март имаме договор од 98,6 милиони евра за класификација, кој што го склучуваат со Номагас. Па на 28 март, другата недела, имаат 50 милиони евра за креирање на работни места на мали и средни предпријатија пред избори. Ова се само за 2-3 месеци на крајот, што се вели народски кажано, на бегање, пред паѓање од власт, колку задолжувања имале и што со тие пари се правеле. И затоа им порачувам, добро е што ми ја научиле репликата сите, уште подобро е што ми ја повторуваат репликата на сите, тоа само значи една работа. Дека сум бил во право, дека сум им копал по совеста и дека совеста сега зборува преку тоа што мене ми ја реплицираат таа реченица и јас се гордеам со тоа. Ајде сега да продолжиме да видиме што имаме ние во буџет. Каква состојба имаме ние во јавните финансии? Лоша состојба имаме. Лоша имаме затоа што оној кој што политика учел според него на пазарот во Горни Милановац и дека Господ го цртнал да води Република Македонија, повторно негова изјава, нека никога да навредам, ја зема државата на 1 јуни 2017 година и бевме држава која што беше задолжена со 4,7 милиарди евра. Значи, сите влади во Република Македонија од 1992 година до 2017 година 1 јуни, кога се само дојде на власт на чело со Заев, се што направиле, се што се задолжиле, тука и приватизација, тука е се, е 4,7 милиарди евра. На тие 4,7 милиарди евра во тогашниот буџет, ние, граѓаните, сме плаќале ставка на камати за земени кредит за вие 4,7 милиарди евра, 136 милиона и 700 илјади евра во воздух. Толку сме плаќале за тие 4,7 милиарди евра за сите влади заедно до 2017. Денес, кога ова цунами Социјалдемократски сојуз ја напушта владата, во рамки на буџетот, по однос на камати, немаме повеќе 136 милиони и 700 илјади евра. И немаме, се разбира, намалена ставка на камати, туку имаме неверојатни 323 милиони евра. И го поставувам јавно прашањето, и ми е криво што не е тука велепниот економист Фатмир Битики да објасни, како е можно домакински да водиш државата, одговорно и честно да работиш како влада, и ако си зел држава со 4,7 милиарди и 130 милиони евра за камати, да оставиш државата само по основ на камати, овој народ да плаќа 323 милиони евра. 323 милиони евра плаќаме во воздух или двојно повеќе од сите влади преходно заедно направи владата на Зоран Заев и Димитар Ковачевски. Се разбира, единствената тие беа варијабли, единствениот фикс беше велелепниот економист Фатмир Битичи. Затоа денес го нема овдека. Веќе е велелепен економист кој што ужива да зборува на економија, на пресконференции, сам со себе или помеѓу неговите поддржувачи. Која е реалноста? Реалноста е дека ако направиме анализа во 7 години водење Социјалдемократскиот сојуз, просечниот економски раст на Република Македонија е 1,1%. Да немало влада, да не постоеле, економијата само од себе повеќе ќе растела. Денес имаме раст од 3,55% просек во овие 5 квартали. Дали тоа е многу или малку, ќе оценат граѓаните. Но е 3,5 пати повеќе. Дали 3,5 пати повеќе да бидеш поуспешен од владата
на Социјалдемократскиот сојуз е многу или малку, често пати и малку, бидејќи дереджето на кој што ги оставија јавните финансии беше на такво ниво да треба време тоа да се промени. И уште неколку реченици само ќе молам председателе. Тука јавно сме зборувале дека има определени текови. Тоа се пред се политички текови во општеството кои што можете да ги промените за 3 месеци, за 6 месеци или за 1 година. Ако некој земе 9 милиарди евра кредит или 7 милиарди евра кредит, вие сте должни како следна влада тие пари да си ги вратите на банките од кои што сте ги земале, бидејќи банките и меѓународните економски институции не ги интересира кој бил влада, колку крадел во Република Македонија и кое ниво на задолженост се оставил државата. Добро е тоа што оваа година враќаме 2,5 милиарди, добро е тоа што следната година ќе вратиме 2,3 милиарди и добро е да бидеме финансиски консолидирани. И на крај, како што денес ги нема овдека за јавно да се извинат за сите оние клевети, за сите оние манипулации дека ќе пропаднеме економски, дека Европска Унија нема ни да ниту еден денар, дека сме држава во изолација, дека не правиме реформи, дека реформите доцнат, ги нема и немаат доблест ниту еден од нив дека да се извинат не на нас. Ние ги знаеме какви луѓе се. На македонските граѓани кои што ги паничеа, кои што ги плашеа дека државата иследува крах. А државата не иследува крах, а државата иследуваат подобри и економски и општествени текови. Единствено крах му следи на оној кој што го нема денес овдека, а тоа е Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам. Ви благодарам и на вас, колега Пренџов. Кратко и јас би сакал да го искористам правото за збор како последен говорник на темава.